студиото одамна не било толку убава. Да, навистина убава енергија ни донеса нашите последни гости за крајот од утринската емисија. Продолжуваме на тема спорт, зборуваме за државното првенство во кикбокс кое што се одржа во Скопје и навистина Македонија има со што да се гордее со овие прекрасни таленти. Веднаш до мене шампионот Михаел Бошковски. Добро утро за тебе. Иван Чолаков, уште еден шампион, и тренерот кој што е задолжен се разбира за сите успеси Мартин Јуванов. Добро утро, добро ни дојдовте во емисијата за сите. Добро утро. Михаел, ќе започнеме со тебе. Имаш само 9 години. На последното државно првенство кое што се одржа во Скопје, освои златен медал во категорија до 33 кг. Како си ти задоволен? Па, искрено да кажам, многу ми беше убав тој одржан напред во Јане Сантански и многу ми се допадна. Очекуваше злата? Да, многу. Имаше ли силна конкуренција? Беше ли силна конкуренција? Па да, имав силна конкуренција. Ама веруваше во себе? Да? Да, верував во себе дека ќе победам и така. Иван исто така со апсолутна победа во 3 борби, си државен првак со златен медал. Од кога почна да се бавиш со овој спорт? Како го засака? Па, ја како од мал почнав да го засакам и прво почнав со фудбал, па се откажав и после сакав да пробам на кикбокс, отидов во Титан Про и почна да ми се свиѓа кикбоксот. Браво. Мартин, колку вие како тренер сте задоволни од овие течења? Ова се навистина големи таленти во нашата држава. Сите ние се гордееме кога постигнуваме вакви успеси и верувам дека тренерот е секогаш најзадоволен. Можам прво да се заблагодарам за поканата и да ги поздравиме сите ваши гледачи што се однесува до успесите на овие шампиони. Јас сум презадоволен како тренер, бидејќи тоа ни исполнува и како клуб и како професионален тренер и токму оваа генерација на борци е и нината за овој спорт во Република Македонија. Колку вкупно медали освоивте на ова државно првенство во кикбокс? Вкупно 8 медали на ова првенство, од кои повеќето се помлади кадети, постари кадети, значи онаа генерација која треба да напредува во иднина во овој спорт. Односно, кои се придобивките од боречките вештини? Најголемата придобивка од боречките вештини е дисциплината, бидејќи дисциплината ја одржува мотивацијата која имаат луѓето кои се занимаваат со боречки спортови, па и со сите спортови. Дефинитивно боречките спортови го наметнуваат оној смирен дел во карактерот на личноста, каде што им помага и понатаму да се развиваат на животното поле во сите предизвици. Михаел, кога влеговте во студиото, ве прашав за тренерот Мартин. Колку е строг на тренинзите, дали е строг или како се однесува со вас? Дали е вистински другар кога сте надвор од терен? Па, да, вистински другар, не учи секакви вештини, мајтај, кикбокс и све. А строг е? Не. Колку треба? Да. Иван, тебе како ти е? Па добар. Добар е? Да. Значи не е многу строг. Вика некогаш, знае да се разлика? Да. Нормално, за таа дисциплина да се дојде до таа дисциплина, некогаш мора и да се подвикне. Ајде едно прашање за вас двајца, бидејќи сте вие тие што ги освоивте овие медали како вистински шампиони, имате ли поддршка од семејството? Се плашат ли понекогаш родителите кога одите на тренинг? Па да, некогаш да, но некогаш не. Па повеќе да. Кој те поддржува најмногу? Баба ми, дедо ми, татко ми и мајка ми. Јас мислам дека да, баба и дедо секогаш се оние кои што ја даваат најголемата поддршка. Иван? По мене исто цело семејство ме поддржува и највеќе татко. Ајде ќе го прашаме тука и тренерот. Мартин, за кикбоксот повеќе ми нека кажат дека е опасна боречка вештина, меѓутоа оние кои што вистински ќе навлезат, ќе се запознаат со оние кога ќе додат на вашите тренинзи, гледаат дека тука буквално излегува целата енергија од вас и сите заедно си одите позитивни после големите тренинзи, дали е тоа така? Дефинитивно, стереотипите се дека ова е нели насилен спорт, бидејќи се работи за директни удари во телото на противникот, меѓутоа духот кој го имаат борците сосема друго ниво и овој спорт не е толку насилен,
реално можам да кажам дека е еден од најбезбедните спортови, зашто бидејќи самиот борец е заштитен буквално од глава до пети, значи од кацига за глава до штитник за заби, штитници за долу за подколеница, каде што се ударите со нога и оној противник кој не ги задава ударите, кој ги прима се реално не е толку многу тешки удари. И нормално сега, како во секој спорт се дели на дисциплини, конкретно пример, они се шампиони во киклайт, каде што се е дозволено од удари, меѓутоа не смееме да го нападнеме другото дете со прекумерна сила да се здобие со повреди или со нокаут. На тој начин би ние како, мислам, едното дете кое е посилно и поагресивно би било дисквалификувано. Оно што многу ми се допаѓа во овој спорт, оваа боречка виштина е тоа што надвор од терен не сме да се преминува. Како што споменавте вие. Дефинитивно. Да, спортот на е за тоа во сала. ги учите вие како тренер, верувам, секојдневно. Дефинитивно, да, спортот е за во сала, мислам, ударите се за во сала, спортот е за секаде, бидејќи онаа дисциплина, како што кажав, да се навратам претходно, ќе ни помогне на секое поле во животот и ќе станеме успешни во се ако сме дисциплинирани и спортски настроени. Која е најдобрата возраст да се започне со оваа вештина? Ние содействуваме со онаа возраст да биде почетокот на во овој спорт да биде возраста кога се започнува со училиште. Меѓутоа можам да се пофалам дека имаме во детската група на најмалата и тројца членови кои имаат по 5 години и супер и моди. Меѓутоа тоа се зависи од личноста, од детето колку е развиено на таа годишна возраст и колку тоа може да се прилагоди на начинот на нашите тренинзи. Меѓутоа настојуваме да сме на негова страна и да му помогнеме да се вклопи. Колку време постои вашето големо семејство Титан Про? Еве сега ќе покажеме дел од дипломите кои што ни ги донеса Михаел и Иван. Иван, можеш да покажеш ти твојата, исто така? Клубот постои, ова е 6-та година, од 2020 година. До сега сме учествувале на многу надпревари во земјата и во странство и концептот на работа на клубот не е само спорт, туку младите ги едуцираме и на тоа да познаваат делови од општа култура, значи малку повеќе се ангажираме мимо овој дел со спортот. Пример ги тераме да пишуваат домашни во кој фатена општата култура за нашата татковина, ги носиме во посета на општо познати наши национални институции од типот на музеи, ја посетивме армијата на Република Македонија и ги имплементираме во општеството за понатаму полесно да им биде да се вклопат и да си ја сакаат татковината и да сакаат да останат. Значи имате практично цел образовен систем практично во освен нели оние примарни карактеристични вештини за овој спорт. Дечки, вие се плашите кога се борите кога сте на терен? Стравие? Искрено, првиот пат кога се борев ми беше, ама потоа се навикнав и не ми беше ич страв. Браво. Иван, ти? Па имав малце трема, ама после првата борба имав, па после како од втората рунда немав. Значи се навикнувате брзо. Мартин, вие споминавте неколку пати во разговорот, децата се апсолутно безбедни, меѓутоа ние сите како родители кои што имаме деца кои што се занимаваат со спорт, секогаш нели се плашиме од некоја повреда. Колку се безбедни кога се на тренинг? Верувам дека ги советувате. Ги споминавте овие домашни задачи кои што се навистина убав мотив да бидат уште успешни, дека не е само спортот, дека треба да бидат успешни и во училиштето, се разбира. Да, што се однесува до контактот со родителите, првично кај нас кога се закажува тренинг, прво се доаѓа на пробен час, каде задолжително е присуство на родител и првиот тренинг родителот бараме да присуствува во сала за да види, да првично да се запознае со нас, со начинот на кој разговараме со детето, работиме со него, целата средина да ја осознае, за понатаму да биде сигурен во нашата професионалност која ќе ја пружиме кон неговото дете. Кои се вашите следни планови? Што понатаму? Понатаму на надпреварувачки план, овие двајца шампиони стапуваат во припреми веќе од понеделник за Балканскиот куп во Република Србија во Белград, трофеј Белград, доста силен надпревар. Меѓутоа, они се веќе искусни и ќе се вклопат многу лесно таму. Тоа е од 17 до 19 април
настапуваме, очекуваме медали од таму и понатаму продолжуваме кон европските и светските првенства и купови. Значи нема откажување. Биде прашање и за Михаел и за Иван, како ве пречека учениците во училиште? Верувам дека сите се среќни, сите се задоволни, бидејќи во нивното училиште имаат вистински шампиони. Па да, мене дека ја им кажав сите беа среќни, кажав и на наставникот и на сите. И ме прати на портата од училиштето и све беше добро. Сите беа среќни. Дали е најзадоволен наставникот по физичко? Да, 100%. Да? Иван? Па и мене наставниците ми честита, другарите и највеќе по физичко наставничката беше среќна. Чекај, кој деление бевте, Иван? Кој деление Јас си? 7. А Михаел ти? Михаел трет. Трето деление. Каде се гледате вие двајца во иднина? Имате ли Шампиони? некој омилен кикбоксер? Кој е вашиот пример? Па, омилен кикбоксер е Бобан Илиовски. Бобан Илиовски. Поради него, значи, јас го гледав него и ми беше желба и многу се засакав во кикбоксот. Дали си имаш запознаено со него? Го знаеш? Не, се немам никогаш. Добро, ветуваме тука дека ќе направиме заедничка средба. На двајцата шампиони може, прифаќаш? Да. Да се Иван? запознаат. Може. Тебе кој ти е Мене омилен? ми е Гого, само не знам како се презиваш. Битни мати доли знаат на кого да се огледаат. Ќе завршиме со тренерот. би Која е требало. вашата цел во иднина? Која е пораката до родителите, до сите дечиња, сепак да одберат спорт? Без разлика за кој да се работи, овде зборуваме за кикбоксот. Па и за да кикбокс. и да бидат мирни дека се безбедни. Токму така. Првично ќе се надоврзам на тоа нешто го кажам. Многу ми е драго што новите шампиони имаат идоли од нашата татковина. И овие двајца борци кои они ги споменаа се стварно водилка во овој спорт и сите многу се гордееме. И ние како тренери треба да ги учиме децата да се гордеат на истите и исто така и да очекуваме и дека на овие деца ќе се гордеат некој понатаму. Што се однесува до целта во однос на клубот, во направувачкиот дел ја кажавме, а во тоа нели во некултурен дел и спортски да напредуваме професионално и да прокламираме спорт во целото општество и меѓу младите и меѓу повозрастните. Јас верувам дека има уште многу шампиони во вашиот клуб. Дефинитивно да, изминатите години вкупно како борци имаме околу 70 со доста многу резултати и се надеваме во иднина дека ќе остане така. Сепак ќе го заокружиме разговорот со шампионите, како што доликува. Иван, која е твојата желба за во иднина? Да успеам во кикбокс и да идам понатаму на надпревари. Браво. Михаел? Па исто и јас сакам да одам на секој надпревар од сега и многу ми е интересно да одам на превари и многу добивам искуство. Браво. Дисциплина. Благодарам многу на искрените одговори и на вистина ни донесовте една убава и посебна енергија, секогаш убаво кога во студиото имаме вакви прекрасни дечиња. Ќе го посакаме многу успех, уште многу златни медали во очекуваме во нашата емисија и се разбира она што го договоривме дека ќе се запознаеме заедно сите со Бобан, може? Да. Благодариме уште еднаш за гостувањето. Ви благодариме и ние вам.